Добар ден, Јована. Имено, како што знаеме, со почетокот на предвремените, односно кампањата за предвремените парламентарни избори, така и секоја партија, воедно и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, ја презентира програмата за млади пред се, која што е дел од изборната програма за овие предвремени парламентарни избори. Моментално со нас, како што кажа и тие, председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Владимир Неловски, и секако разговараме на оваа тема за идните проекти кои што се дел од програмата за овие предвремени парламентарни избори. Добар ден за вас, ви благодарам секако на присуството и одобреното присуство. Секако, моментално се наоѓаме комплексот Борис Трајковски, спортската сала. Колку се вложува за младите пред се во спортот, како што разговаравте, како што знам, со младите токму за проектите нови, за спортските сали, спортските активности, па еве еден епилог, колку се вложува во младите во спортот? За да ви одговорам на ова прашање колку ВМРО ДПМН вложува во спортската инфраструктура, треба најпред да погледнеме околу нас. На територијата на спортскиот центар Борис Трајковски пред 10 години беше само базенот Карпош, кој што не беше баш во завидна состојба. Од 2005 навака, значи, на ова место веќе имаме спортската арена Борис Трајковски, која што има една сала со 6000 седишта и уште една помала тренинг сала со 500 седишта. Потоа се направи аква паркот за најмладите граѓани, односно најмладите категории. Исто така комплетно се реновираше базенот Карпош, се изградија 4 тениски терени на отворено, се направи и теренот за хокеј, со што Борис Трајковски стана бисер за македонскиот спорт, институција која што е најголема во Република Македонија од ваков вид. Така, а какви се вкупни проекти се планирани во новата програма на ВМРО ДПМН пред се или Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН со новата програма? Во новата програма реално има најмногу проекти за млади. Значи, ние во моментов имаме најобемната и најквалитетната младинска програма. Во програмата има над 50 проекти поврзани со младите луѓе. Значи, имаме проекти за спортот, за вработувањето, образованието. Кога сме веќе кај спортскиот центар Борис Трајковски, денеска заедно со директорот тука со младите луѓе разговаравме за новите проекти најавени во програмата поврзани со спортскиот центар Борис Трајковски. Имено во 2017 предвидено е да започне со реализација проектот за изградба на спортска тениска затворена арена. Со оваа арена младите во Скопје, но и Македонија за прв пат ќе добијат 3 нешта. Најпрвен ќе добијат за прв пат затворена тениска арена, бидејќи немаме во моментот во Македонија. Во затворената тениска арена ќе има 3 тениски терени и 1 терен за падел тенис. Трите тениски терени ќе имаат можност да се одржуваат надпревари на затворено, но и меѓународни надпревари, бидејќи ќе има и 500 седишта за публика. Второ нешто кое што ќе добијат со овој проект младите е за прв пат во историјата ќе има направено затворена гимнастичка сала. Сала за гимнастика според светски и олимписки стандарди. Значи ќе ги има сите целосната опрема како и насекаде во светот, но воедно исто така ќе има 500 седишта за да може да се одржуваат интернационални меѓународни надпревари по гимнастика тука во Скопје. И третото нешто кое што ќе го добијат младите со овој проект е за прв пат во Република Македонија младите кои што се занимаваат со тој вид на спорт ќе добијат сала за боречки вештини. Салата за боречки вештини која што ќе се наоѓа под тениската арена ќе се состои од 4 сегменти. Во првиот сегмент ќе има душеци за борење, во вториот сегмент ќе има татами за карате, таеквондо и тој вид на спортови. Третиот сегмент ќе биде боксерски, односно ќе има 5 бокс рингови за бокс и кикбокс, од кои што 4 ќе бидат монтажно-демонтажни во зависно од потребите за тренирање и 1 ќе имаме олимписки, според олимписки стандарди ринг. Во четвртиот сегмент од оваа сала ќе има дел каде што ќе има справи за вежбање, значи јажиња, гуми и така натаму, за да можат младите луѓе не импровизирано, туку навистина професионално да вежбаат и да се занимаваат со овој вид на спортови. Заедно со овој дел од салата ќе има и една трим патека на која што младите ќе може да се загреваат, но и дел со
кукли каде што ќе може да се вежбаат ударите во каратето, боксот или сеедно. Значи, оваа мерка заедно со сетот мерки кои што ги најавивме за не само помагање на инфраструктурата во спортот, туку и во самиот спорт, очекувам да биде конечно да дојде подобро време за спортистите во Република Македонија и исто така спортистите како и младите да го гледаат најдобриот нивни партнер во ВМРО ДПМН. Така, и сега малце да се вратиме ретроградно низ неколку месеци, односно кои проекти, поголеми проекти би ги издвоиле што се оствариле во изминативе неколку месеци токму за младите, за нивната благосостојба? Во изминатиот период во 2016 пред почетокот на кампања како ВМРО ДПМН најавивме 40 проекти за млади. ВМРО ДПМН е партија која што си стои на зборот и која што тоа што го ветува го остварија. Младите се уверија во самото тоа, не само во изминативе 10 години, туку и во изминативе неколку месеци, бидејќи од најавените сет 40 мерки кои што ги најави нашиот претседател, веќе 5 младите можат да ги користат. Тоа се проектот Купи куќа за млади, во која што младите може да дојдат до свој сопствен дом. Потоа проектот за бесплатен превоз за студентите, кој што е многу познат во Скопје, кој што проект повеќе од 23.000 студенти го имаат искористено и се возат бесплатно со јавниот сообраќаен превоз. Значи една мерка која што им помага многу на сите млади студенти. Потоа тука е бесплатниот железнички викенд, значи го надградивме овој проект и сега наместо секој трет викенд во месецот, секој прв и трет викенд имаат можност младите до 27 години да патуваат бесплатно со воз и оваа мерка имаат искористено над 50.000 млади луѓе во изминатиот период. Веќе започна со реализација и проектот за фитнес зони, во неколку општини веќе се отворија и младите можат да вежбаат. Конкретно за централното градско предвидено фитнес зона на кејот на реката Вардар, која што самиот кеј е едно од најпознатите спортско-рекреативни места за младите луѓе. Тука се исто и проектот за обуки за англиски јазик и за IT вештини, со што значи започнавме 5 од најавените 40 проекти кои што младите имаат директен бенефит. Можам да им гарантирам на сите млади во Скопје, но и во Македонија, дека по изборната победа на ВМРО ДПМН на 11 декември, сите проекти кои што се ветени ќе се реализираат. И младите луѓе ќе ги добијат работите за кои што го дале гласот за ВМРО ДПМН. Голема благодарност за сево ова.